граѓани, во 2005 година, кога за прв пат застанав пред вас и ви ја побара вашата доверба, се обратив со следните зборови. Јас сум Зоран Заев, имам само 30 години. Кога ќе ми заврши мандатот, ќе имам 34. И не ќе ми биде sejedno како ќе ве погледнам во очи. Се гледавме катардневно во очи сиве овие години. Ве гледам и сега во очи. И со кренато чело и ви велам. Името ми е Зоран Заев. Презимето Струмица. Дури и не мора да ви кажувам кој сум и што сум. Отли јас сум се што е ново што го гледате околу себе. Од паркот до Ловен дом, од Карпош до Еленица, од Топчето до Чифликот, од Коритниче до Егејска мала. Јас сум се што е ново од Добреци до Куклиш, од Давиле до Банско, од Габрово до Просениково, од Костурино до Велица. Тоа го гледаат сите, освен оние кои при очи се прават слепи. Вие мощно добро знаете кои се тие луѓе. Тоа се тие кои пијат кафе во Глобал и велат Заев ништо нема направено. Возат по нови булевари и велат Заев нема ништо направено. Положуваат свежо цвеќе на споменикот на председателот Трајковски и велат Заев нема ништо направено. Се шетаат по нов плоштад и велат Заев нема ништо направено. Паркираат во катна гаража и во подземна гаража и велат Заев нема ништо направено. Се сликаат пред фонтани, поминуваат покрај палми, низ нови фасади и канделабри, чекорат по тротоари, возат по улици и кружни текови и пак велат Заев нема ништо направено. И нивните сопартици пијат вода од 8 нови селски водоводи, чекорат по мостови, уживаат по паркови, спортуваат по спортски игралишта, користат нови канализации и сепак велат Заев нема ништо направено. Пријатели и роднини им се вработија во нови фабрики. Утре задутре ќе се греат на газ. Прочитаа и бела книга со 1020 конкретни проекти реализирани само во првиот мандат. И пак велат Заев нема ништо направено. Еве, од утре ќе започне да се подготвува уште една бела книга. Ем бела, ем дебела, со повеќе од 2000 проекти. И пак нека кажат Заев нема ништо направено. Па ако Заев наспроти 2000 проекти нема ништо направено, тогаш лесна им е работата. Изборите уште утре може да започнат. Арно, ама не било така. Граѓаните знаат што сторил Заев. Граѓаните знаат каква беше Струмица порано, а каква е сега. Граѓаните знаат дека Заев им е секогаш достапен или во кабинет, или на улица, или преку интернет и телефон, или секој месец пред екраните на телевизија. Граѓаните знаат дека една иста Европа го критикува Груевски, а Заев го фали и наградува. И додека Струмичката општина и држи лекција на владата како се работи за добро на граѓаните, и додека истата таа општина е приморана да одработува работи кои се задача и надлежност на државната власт, на луѓето од ВМРО ДПМН им преостанува да продолжат да држат исти пресконференции како расипана плоча и да го барат нивниот кандидат за градоначалник. Еве им го Заев на послужавник, цели 10 месеци пред изборите, па нека копаат, нека бараат и нека најдат човек спроти него. На претходните избори
на Сувоја из Бања Бонева. Жената ни крива, ни должна, не сакаш, одбиваш, плачеш, ама падна наредба од главниот, па мораше да се соочи со предвреме изгубени избори. Драги мои, ВМРО ДПМН е во потрага по нова жртва. Оние кои на Македонија и приредија цунами, може би ќе најдат нешто ново од новиот бран, од и тие што има некакви амбиции, ги видеа резултатите од анкетите, па полека си легнуваат на брашното. Кристално е јасна работата во Струмица. Работата е сработена во претходните 7 години. Се знае резултатот уште од сега. Многу на малку за некого ќе биде, а и птиците знаат за кој. Но во ВМРО ДПМН не би биле тоа што се да не подготвуваат нова манџа во нивната кујна. Сега се растрчале на разни страни, па врбуваат и убедуваат луѓе да им бидат кандидати на листата за советници. А при тоа велат, заедно не можеме да го победиме, ама советот ќе му го земеме. Со тоа ќе му ги врземе рацете, за да не може да биде толку успешен. И пак им е грешка ЕСА. Забораваат дека Струмица и СДСМ не се заедно само заради првата иста буква од нивните имиња, туку заради тоа што имаат взаемна доверба. Струмица е за СДСМ, Струмица е за левата опција, затоа што знае дека од левицата ги доби сите своји успеси и сета своја преобразба од просечна до хиперпродуктна општина. Впрочем, управувањето со општината е како управување со автомобил. И едното и другото се управуваат од левата страна. За успешно раководење на една општина потребно е градоначалникот да има нешто големо од левата страна, за да води добро општината. Срце треба да се има за Струмица. Научив уште многу оддамна, почитувани, додека расте во овој наш град. Научив дека не треба никому да го даваш срцето бадијала, освен ако некој ти даде срце во замена. Се сеќавате на тој Илинден 2008-та, кога посегнаа по мојата слобода. Јас уште тогаш го дадов моето срце за Струмица, го дадов вам, почитувани мои, зашто вие ми го покажавте вашето срце, борејки се и стоејки зад мене. Ете затоа е ова трета моја кандидатура. Ете тоа е причината зашто јас и Струмица продолжуваме заедно. Ете затоа реков и пак ќе речам, Струмица во срцето. Се што сторив за нашата Струмица, го сторив со срце. Се што сторив со срце, го сторив за да ги зарадувам вашите срца, драги мои сограѓани. Се што ќе сторим во иднина ќе биде од срце. Она што е убаво може да биде поубаво. Она што е поубаво може да биде најубаво. Струмица тоа го заслужува. За Струмица вреди да се работи со срцето. За срцето, за Струмица, за силна Струмица, за стрекна Струмица, за социјалдемократска Струмица.